Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Минимални оштетувања има кај лозовите и овошните насади во Кочанскиот регион. Како што имавме студена зима со многу ниски температури, лозарите поминаа без оштетувања, велат агрономите, кои што даваат препораки за преземање на мерки што следуваат за заштита од болести и штетници. Додека лозовите насади во теквешијата измрзнаа и лозарите претрпеа огромни штети, во Кочанскиот регион не се соочуваат со таков проблем. Со оглед на тоа дека ваква зима со толку ниски температури не сме имале повеќе од 15 години, поволните климатски услови и поднебието во Кочани и Кочанскиот регион не дозволија поголеми измрзнувања и оштетувања на лозовите и овошните насади, како и на житните култури. Не е алармантна ситуацијата како што слушаме на телевизија за разлика на Тиквешкиот регион каде што има измрзнување дури по некои прогнози од 50 до 90% кај лозовите насади. Во Кочани, Кочанско, нашиот регион, значи имаме сорти кои што се неотпорни на овие температури, меѓутоа нашите локалитети се така на проветриви места кои што нели тие температури ги ублажуваат и би рекол дека немаме такви оштетувања. Во однос на овошките немаме воопшто измрзнување, освен кај ориенталните типови на овошки. Најнеотпорни сорти од лозовите насади се Вранец и Смедеревка, а нашиот регион во најголем дел располага со овие сорти. Исто така, неотпорни на ниски температури се трапезните сорти, освен сортата Молдавија, која што е по потекло од Русија и е поотпорна и нема такви оштетувања. Истакна Стојановски и додава дека доколку има минимални оштетувања, треба да се преземат мерки за заштита. Препорака кај лозарите е да остават повеќе лакови и да остават повеќе пупки. Значи да остават 3 до 4 лака, доколку е можно, а кроењето на пупките, ако се одеше во нормални години 4 до 6, сега нека остават 6 до 8 пупки, така што би се намалиле тие и онака би рекол минимални оштетувања од мразивите. Следна мерка која што би требало да ја превземат производителите, како лозарите, така и овоштарите, нели да се изврши зимското третирање, затоа што рековме дека овде би настанале минимални оштетувања, меѓутоа оштетувањата понатаму може да бидат и од преземените болести и штетници, кои што треба да се сузбијат токму во овој период. Кај есенските посеви пак од пченица и јачмен имаше снежна покривка која што е добар изолатор, но со топењето на оваа снежна покривка би настанале некои оштетувања кај јачменот, меѓутоа истите се минимални, додава Стојановски, кој што рече дека проблем само се јавува кај градинарите кои што произведуваат во затворени простори. Тие почувствувале финансиска потешкотија во однос на одгледувањето на своите производи, затоа што морале да вложат поголеми средства за затоплување на производите, а тоа ги натерало голем дел од нив да се откажат од зимското производство на зеленчук. Во Кочани и Кочанско има околу 700 до 1000 хектари под лозови насади. Голем дел од лозарите почнаа со кроењето, но помасовно ќе биде по празникот Свети Трифун. Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со соопштение до јавноста околу заштитата од болеста туларемија кај домашните животни. Болеста предизвикува здравствени проблеми и кај луѓето, а неколку заболени лица веќе се регистрирани во Скопскиот регион. Заради спречување на евентуално пренесување на болеста туларемија, од која во Македонија се регистрирани 4 заболени лица, главно од регионот на селото Арачиново Скопско, Агенцијата за храна и ветеринарство апелира собствениците на домашни животни миленици, особено на зајаци и други глодари, кај надлежниот ветеринар задолжително да ги пријават животните кои покажуваат невообичаени симптоми на треска, слабење, оток на жлездите, рани на кожата и други симптоми. Станува збор за болест што е опасна за луѓето, а чии носители се стаорците, односно гладарите, зајаците, но и други диви и домашни животни. Согласно годишната наредба за здравствена заштита на животните, од агенцијата подсетуваат дека и ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и националните паркови се должни да ги испратат зајаците кои угинале во ловиштето на лабораториско испитување, за да се утврди дали причината за смртта е болеста.
Туларемијата се пренесува преку директен контакт или ракување со угинати животни кои се инфицирани, со каснување од инфициран крлеш, коенска мува или друг инсект, преку контаминирана храна и вода или со вдишување. Првите симптоми кај луѓето, кои вообичаено настапуваат за 3 до 5 дена, се ненадена треска и грозница, отечени и болни жлезди, главоболка, повраќање и диареја, болки во мускулите и зглобовите, сува кашница и малаксаност. Според известувањето од Агенцијата за храна и ветеринарство, може да се јават и рани по кожата и устата и воспалено грло, отеченост и болка на очите и на жлездите на вратот, како и подпазувните жлезди. Во подоцнежните фази болеста може да премине во пневмонија проследена со недостаток на здив, дишење проследено со болка во градите и искашлување на крвав исцедок. Туларемијата не се пренесува од човек на човек, а можат да ја пренесат мушички, крлежи или комарци. Поради тоа во писменото известување од Агенцијата за храна и ветеринарство се препорачува користење средства против касање на инсектите, често миење на раците со сапун и топла вода, консумација само на добро термички обработена храна и употреба на чиста хигиенски исправна вода од проверен извор. Скоро незначително покачување на водостојот е регистрирано кај реките и водотеците во Кочанскиот и поширокиот источен регион. Тоа значи дека засега нема закани од нивно изливање и поплавување на околните површини, а надлежните редовно ја следат состојбата на терен. Само мал пораст на нивото на реките во Кочанско и поширокиот регион е регистриран во последната седмица како резултат на топењето на снегот и малите врнежи од дожд што паднаа пред неколку дена. За сега не е забележано ниту покачување на подземните води, поради што земјоделските површини засејани со есенски култури се безбедни од поплави. Од регионалниот центар за управување со кризи од Кочани, кој е надлежен за општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, велат дека 4 поголеми реки што се наоѓаат на подрачјето се со вообичаен водостој за овој период од годината. Нивото на Брегалница е во граници на незиното корито, исто како и Кочанска река, Масалница и Зрновка. Мало зголемување има кај Злетовска река што поминува во близина на атарот на општина Чешиново Облешево, но состојбата се оценува како стабилна, а порастот на водата не е алармантен. Причината за релативно нискиот водостој според надлежните е што не дошло до нагло топење на снегот. Дел од него испарил, а еден дел го впила и сушената почва. Според одговорните во водостопанската подружница Брегалница пак, стабилна е состојбата и со вештачките езера во регионот. Во текот на денот, дотокот на вода во акумулацијата Калиманци изнесувал 4 метри кубни во секунда, а на испуст нема никакви количини. Со оглед што до максималната кота за целосно полнење на браната преостануваат уште 16 метри, тоа значи дека низиниот капацитет не е искористен ниту до половина, па ако продолжи до сегашниот доток, таа ќе може да ги прими сите количини до почетокот на наводнителната сезона. Слична е состојбата и со акумулацијата Градче, каде дотокот изнесува 1 метар кубен во секунда, а до точката на прелевање преостануваат околу 70 на сантиметри. Со оглед на најавите од метеоролозите дека до крајот на неделата ќе нема пообилни врнежи, се очекува состојбата со водостојот на реките да остане стабилна и во границите на нормалата за овој период. Управата за јавни приходи ги подсетува граѓаните дека тече законскиот рок за поднесување годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок за 2016 година. Периодот во кој што треба да го сторат тоа е најдоцна до 15 март. Управата за јавни приходи испрати подсетување до граѓаните дека веќе тече законскиот рок за поднесување даночна пријава за утврдување на висината на персоналниот данок. Според писмениот допис, годишна даночна пријава треба да поднесат граѓаните кои оствариле приходи како лични примања во вид на плата и надоместоци на плата од работен однос, како и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот. Исто така, пријава треба да поднесат и граѓаните кои оствариле надоместок за време на боледување, за време на отсуство од работа, како и за плата остварена со работа во странство, врз основа на работен однос заснован во земјата и секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица. Годишна даночна пријава се поднесува и за приходите од земјоделска дејност, ако граѓанинот остварува приходи и од други извори. Пријавата треба да се поднесе и ако во текот на годината биле остварени приходи од самостојна дејност,
од имот и имотни права, приходи од авторски права и од права на индустријска собственост, како и приходи од капитал и капитални добивки. Со оглед што на одоначување подлежат и добивките од игри на среќа и други неспоменати приходи, потребно е и за нив да се поднесе пријава. Граѓаните кои во текот на минатата година остварувале приходи само од плата или пензија, како и приходи од земјоделска дејност и приходи од самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава. Поднесувањето на документите е во даночната канцеларија на Управата за јавни приходи според местото на живење и тоа најдоцна до 15 март годинава. На даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определениот рок, ќе им биде изречена глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност. Дводневна обука за диференцијарно учење се одржа во Основното училиште Малина Попиванова, како дел од програмата Инклузивно образование во основните училишта. Кочанското училиште е едно од 20 училишта вклучени во проектот. Во рамките на програмата Инклузивно образование во основните училишта, која што се реализира со поддршка на УНИЦЕФ, со одделенските наставници од Основното училиште Малина Попиванова, се одржа дводневна обука за диференцирано учење и индивидуализирана настава во инклузивна училница. Обуката ја водеа наставниците Марија Илиева и Јулија Златкова, кои предходно посетуваа обука. Целта на ова обука е всушност преку различни сесии, креативен пристап и интерактивни активности да ги разработиме елементите кои што се битни за диференцираното учење, а тоа е всушност прилагодување на наставниот план и програма според можностите на учениците. Значи ние се прилагодуваме како училиште и како наставници според потребите на учениците, а не обратно. Тоа е флексибилен начин на прилагодување на наставата, а тоа е и креативноста на наставникот за да може секој ученик да го постигне максимумот според неговите способности. Преку интерактивен пристап и креативни активности се опфатени повеќе теми кои што се однесуваат на клучните елементи на диференцираната настава преку подржувачка средина за учење, квалитетно планирање, организација на училницата, настава која одговара на разликите помеѓу учениците и соработката со семејството. Посебен осврт на обуките се дава за учениците со посебни образовни потреби, со дискусија како да се подобрат однесувањето и социјалните вештини во училница. Основното училиште Малина Попиванова од Кочани е едно од 20 училишта кои што се вклучени во овој проект. По оваа обука ќе се спроведе дводневна иста обука и за наставниците од предметна настава. Заштитни лечења добија децата од детската градинка Павлина Велјанова со цел поголема безбедност во сообраќајот на најмалите како ранлива категорија учесници. Во соработка со полициската станица и бизнис секторот доделени се 100 такви лечења во сите 5 клона на градинката. Флуоресцентни заштитни лечења за поголема безбедност во сообраќајот добија децата од големите воспитни групи од детската градинка Павлина Велјанова. Беа доделени 100 такви лечења што ќе бидат распоредени по 20 во сите 5 клона на детската градинка. Единствената цел ќе ни биде овие елеци да бидат наменети за реализирање на активностите на отворено, посебно прошетки, наблюдувања, екскурзии, излети, а се со цел дечињата да бидат побезбедни учесници во сообраќајот. Активноста е во соработка со полициската станица Кочани и бизнис секторот. Целта е да се подигне јавната свест и совест кај најмладите за поголема внимателност и безбедноста во сообраќајот на најмалите како ранлива категорија учесници. Следува информацијата од спортот. Во правенството на втората футсал лига продолжи одигрувањето на редовните кола од пролетниот дел. Екипата на Унипап гостуваше и успеа да извлече нерешен резултат против тимот на Скопје 2011. Се одиграа надпреварите од 11-тото коло во правенството на втората футсал лига, во кој немаше поголеми резултатски изненадувања. Екипата на Унипап од Кочани од гостувањето против тимот на Скопје 2011 се врати со само еден освоен бод. Иако нашите фудбалери повторно покажале добра игра и техничка подготвеност,
па дури и до самиот крај воделе со 4:3. Сепак немале и малку спортска среќа, па буквално во последната секунда примиле гол и надпреварот завршил нерешено 4:4. Со тоа, Кочанскиот клуб за мал фудбал ги повтори резултатот и играта од минатото коло, кога на гостувањето во Велес против Гемиджи 1903 исто така беа во водство од 4:2, а потоа иницијативата ја презедоа домакините и буквално пред судијата дозначи крај изедначија на 4:4. Таквите резултати за Унипап значат продолжување на серијата од 6 кола без победа и освојување само на 2 бода до сега. Со оглед што скопската екипа им е конкурент на кочанските фудбалери за позиционирање на табелата и по одигрувањето на ова коло нема промени во меѓусебните позиции што тие ги заземаат. Со нерешениот резултат, екипата на Скопје е на 6-то место со 12 бода, еден повеќе од Гемиджи, а Унипап е 8-пласиран со 10 бода. На самото дно и понатаму се екипите на Богородица и Карадаку, кои имаат по 4 бода помалку од нашиот тим. Во следното 12-то коло, Унипап ќе се сретне со аутсайдерот Карадаку, што треба да биде шанса да се извлече победа и да се освојат бодовите, со оглед што фудбалерите од Кумановско-Липково последната победа ја постигнаа дури пред 8 кола. Почитувани, временската прогноза воедно беше и последната информација во вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница и понатаму останете со нашата програма. Довидување.